Споредбата, значи Па ти режисерот. Педро ја го обожавам пред се како режисер, не само што е контраверзен на неговиот приватен живот, туку некако ја и Педро имаме слични теми на разматрање и посматрање. Че се слушате често така. Исти делите искуства. Најверојатно исти желби, така да тие. Си ги изгледала сите негови филмови, онака? Да. Скоро сите негови филмови. Инспиративно влијаел врз тебе? Па, што знам, не влијаеле, значи тоа најсвеклива љубовен однос ми текна случајно. Тоа на никого не би му текнало. Седејќи у Броз кафе и уз муабет со луѓе и ми текна с најсвеклива. Во Броз кафе, с најсвекрава. У Броз кафе седев и требаше да важен момент. Требаше да работам у еден омнибус и требаше да се најдат теми некои и почнавме да разглабаме као првиот да биде травестит, вториот што да биде, третиот што да биде, кој што седеше овде и сценаристката моја беше и ја викам најсвекрава у љубовен однос. И така изрипаа по масите. И ја викам, шо вие бе луѓе? Па вика, ти не си нормална, ми вика. Викам, добро, ти напиши ги, ја ќе се подпишам. Не ќе првин да прифати нормално. И ја после реков, ја убеди подма. И она рече, окей, ќе го пишувам, со тоа што, знаеш, ја ќе учествувам као косценарист. Значи, с најсвекрави да имате во Броз кафе. Никош да пиете кафе. Муабетот е... Зошто с најсвекрва нема никакво сквернавење, не се така е, исто тоа сакав да го кажам, не се никакви крвни, нели, такви сродства, така да може све да се деси. Муабетот е следен. Софија и се е можно. Сега почнуваме да преме муабет за све што не е нормално или е нормално. Не знам, веќе не јас. Ова веќе не го знам што е. Педро Алмодовар го обожавам. Значи, прво ќе кажам, втора работа, кај Педро, значи и во Високи подпетици и во Волвер, има токму некој лајтмотив има у сите негови филмови. Така да се превлекува одредена нумера која што цело време после ви останува во главата. А таа нумера е секогаш поврзана со темата која што ја обработува самиот Педро. Значи, така да затоа и неговиот филмски јазик и неговите кодови во филмот секогаш ги памтите одредени сцени, како сега сцената нели што се случуваше околу некое орално задоволување. Кунилингус. Да, е тоа што се дешаваше. беше. Што се дешаваше тоа, значи значи сцена по сцена ви останува во сеќавање, кадар по кадар ви останува токму поради тие лајт мотиви кои што цело време ги провлекува Педро и тоа на многу стручен и многу тактички начин. И па исто ја тоа го правам, така да се надевам дека луѓето ќе имаат трауми од мене. Трауми. Сакам да имаат трауми од мене. А музичката позадина во твоите филмови? Кај мене Ристо Апостолов во Долија ги правеше сите нумери до сега и можам да кажам дека многу добро ги прави. Типот што сега што беше на Евровизија, така да имаше стварно супер песни на Евровизија. Ама тоа е тоа. Тоа е тоа. Представи, што прво забележувате кај еден маж? Баш ме интересира. Прво... Што сте безобразни, за... Види ги сега, сите знаат, видиш. А ја не знам. Епа морам сега, шо така е, јас прво гледам во шлицот. Прво гледам дека е маж, па после гледам во шлицот. Затоа што од чисто естетски причини. Дали му е закопчан или... Од естетски причини. Значи, дали му е добро спасен. Шлицот? Шлицот. Има еден куп убави мажи кои сакаат да бидат со тебе. Не можеш ли барем да излезеш со некој од нив? Има вакви, такви, не знам што мислат мажите, не знам што мислат кога ги облекуваат тие тесни панталони, нешто затегнати. Па мислите излижани така околу шлицот? Па мисля стварно не е пристојно. Камера, проверете си ги шлицовите, тешко вас од госпоѓа Стаменска. Прибран господин човек. Мислам да си ги спастрат шлицевите, ги проверат. Треба малку и тајни. Може се чуваат тајни, нели? Некој травестит да не ти пројде. Не знам, може би ми прошол, ама... Шлицко шлиц. Не се разбирам во таа. Калина? Молам. Твојот поглед кај иде прво ке мажот? Еј, ме фати. Неспремна. Ме фати се. Во очите. Во очите? Она во очи гледа. Во очите.
Ајде, бре. Гледаш Бара како викаш те... на Не очите. гледа, прво во шлиц да не си правиме мајта. Па у кондури по те. Е добро да јас Таа гледам. сака да гледа како е лаже. У Гледа очи. очи ме лаже. Таму е... Уште убава сакам кога ме гледаат во очи и ме лажат. Има многу еротичност во тоа. Страшно. Решив дека сакам да ти кажам нешто. Што? Ајде, нешто нема везе. Да батало? А сакаш утре да разговараме? Ај, у кревица. Ај. Позитивно лажење. Не, јас гледам прво во Заби. Така? Да. Забите си онака баш таргет. Таргет не се Заби. Побирани, средени, Да, токме. да. Па навлаки нема навлаки. Заби. Па, меѓу останатото е тоа исто прашање на култура, како и шлицот На хигиена, прибран, што е така е. прашање Еве, на сега си култура. стигна, Ама че не госпоѓа можам да Станевска кажам фина каде со- гледа. После ги Прашаме гледам. каде ги гледаш прво мажите, уште еднаш ще мога. Ај, уште еднаш. Значи, Калина, каде ги гледаш ти први мажите? Што знам. Во... Па во шлицот. Не се важи. Не копирате по старата колешка. Не смеам да ја прашам, зашто ќе треба стерео одговори, ке мажите и ке жените. Да не ја чепкам. Шлицот. Да не ја Ја чепкам. комплетно. Шлицот усвоено. Ќе оставиме малку. Ја у шлицо и не гледам. Значи, кај жените гледам у гради. Првин. Па така. Значи, Калина има петка. Има Калина така. Да, стварно, сум се фатила себе си, вака си правам муавет со некоја жена и цело време у гради ја гледам. И викам, крени мори, викам, погледат. Ја гледам мене, ме гледам во очи цело време да разбориме, не знам зошто Да, сега. па не гледам опитам. очи, гледам у После гради. па зашто не, Софија пошто немаш- Теодор се збори сама со себе. Сама со Сама себе си се ги гледа гледа градите. цело време. А и она не е за жалење, само што не ги покажу. Да, да, да. Цело А време. зошто вие, госпогице Теодор, си ги криете вашите бујни гради? Да не ме гледат у градите. Да гледаат во шлицот. Ја пред гледам у гради кај жени, после гледам у Заби, кај што вика Калина. На крај шлиц. Не у кондури. Со високи подпетици Тие или... Па гледаш, жена, па те видов тебе преска тоа, под петиците ги видов. Интересно изгледа жена со високи подпетици. А, на маж? На маж, феноменално. А летно време А гледам кај мажите? А кај ногти. мажите гледам у задникот. Значи, маж сакам да има убав дефиниран Игли са задник. коинциденции. После Мажот гледам у сака забите. добар задник. Да, после гледам Ај у задник. мажот сака и добри гради. Да. Па жена без гради... За никој... Јас си одам. Не бе, зашто баш пристани? Значи не бракот како институција, туку бакнежот. На што ме Калина. асоцира? Да. На пинг-понг лоптички. А, не ми се верува Топчиња. сега, пинг-понг. Зошто на пинг-понг топчиња? Зашто си играш така? Не. Па вие врска немате. Софија, ти филм треба да направиш. Е, уште една Супер, идеја. Па Свеки да, својна. ние како тинејџерки, бидејќи нели ако се бакнеш со некого веднаш си Завршила работа. там, си завршила работа и ние 3, 4, 5, 6 другарки бевме. Кај мене на поткровие се собравме, татко ми има се уште пинг-понг маса и пинг-понг лопчиња, топчиња. И како демек да научиме да се љубиме со јазик, како ќе се научиме, ќе наполниме една така зделичка така со вода и ќе ставиме пинг-понг топче. Многу креативни деца сте И биле, не ќе ми го, се не, верува. тоа беше една другарка која што се врати од одмор од Хрватска. И она Ми се дојде верува. она искуство пренесе ново. Иновација. Иновација. Што ќе беше од И Кина да се вратеше? замисли. Кој знае што А, ќе со тие Ме топчињата. замисли сега. Во Јапонија. И ние Вие вежбавте? Ке требаше и љулјашка. си го бркавме топчето во зделицата со јазик и така научивме да се Вежбале понатаму, децата. нели? Така Така да филмски. асоциација за прв бакнеш ми е пинг-понг Кој топче. годиште се тие? Ние во наше време со лижавчиња вежбавме. Кој годиште се? Па 74. Зошто Вие бакна? сте заостанати. Немаше ни лижавчина. Да, лопчиња, топчиња. Пинг-понг имаше, ама јас не се бавив со тоа. И можеш да не замислиш 6 такви епизодистки. Без врска. Јас имав еден дечко од 15 до 18 години, значи 3 години секогаш за нова година се раскинувавме.
Затоа што тој ќе ми донесе, и тој беше на 1 јануари роден и јас на 1 јануари. И тој нормално на 31 ми носеше подарок за роден ден, а јас го прашував, а што јас тебе да ти донесам? Не, вика, ти само научи за да се љубиш, па ти научи ме, будало една. Не сме се знаеле тогаш. Како да се научат? Па јас сум од јас мајка можам да ти бидам будала. Пинг-понг, Па научи и стално за Нова година, зашто не знаев јазик да пуштам, од мене ме оставаше, фаќаше некој што знае. Софија, проектот Джаро. Јади беда едно колју. Добро. Што со него? Што се случи? Па добро, ја бев многу фер и коректна кон господинот Джаровски. Он самиот дојде, рече филм да го снимам, ја припадив. Си се договоривме со цена. И муаветот си почна снимање све, си помина снимањето, 2-3 снимања имаше колку. И луѓето нормално си бараа пари, така да не плати. Му ги дав снимките и престанавме со снимање. Така да многу фер однос од моја страна. Знам дека имаше нешто ова. Во моментот, Калина, што правиш? Значи, што работиш на професионално поле? Освен со пинг-понг, топчиња, што се занимаваш, сега Ова моментот. беше едукација за новите генерации, да не пробуваат да се вакнуваат. Веднаш туку да пробаат како со пинг-понг лопче. Топчиња. Како го бркаш кај вака? Ете, гледаш како, па и ти си прошла без тоа школа, Не, јас знаеш. со мастики сум бркала. Па добро. А не Извини? А не можеш да го голтнеш, кога сме веќе кај пинг-понг топчиња? Лопчето. Лопчето, не постои опасност. Лопчето. Не може како ти го голт. Професионалните ангажмани, сега во моментот, што правиш? Во моментов не правам ништо. Немам представи на репертуар. Се спремаат нови представи, не играм во истите и чекам некоја... Понуда. Чекај ги го Годо. А Годо никако да дојде. Кој го играше Годо? Годо никогаш не се појавува на сцена. Да. Значи никој не може да го игра Годо. Не. Немој на режисери да продаваш. Финти. Гледавме наодамна или Оскар. Според тебе од актерките те прашувам, која може да се пензионира со филмската роља? Значи, Натали Портман со Black Swan, Црниот лебед. Омилената на... Значи, најдобро одработена. Не ми е омилена, меѓутоа девојчето реков нека ја даваат 20 Оскари од старт, нека ја пензионираат, нека ја даваат месечно по $20 милиони, нека ја дадат транч негде со коњи или што сака да гледа, кучиња, што ја дае, бебиња, немам појма. Девојчето си ја заврши работата маестрално, според мене. Па добро, и Мерил Стрип до сега требаше 10 пати да пензионира. Не, Мерил Стрип. Ај, не. Добро сега. Легенда. Абе, добро сега, Мерил вие си Стрип правите има муабет за 13 Мерил номинации Стрип. за Оскар. Грда лепотица, таа е толку убава, сушна. Така е. Мерил Стрип, да. 13 номинации има Јас за зборувам Оскар. за трансформацијата во еден филм на Натали Порт. Од почеток до крај девојката си брка Во работа. моја Африка Мерил Стрип е неверојатно убава, јунака баш има кај неа доста еротично. Касета, на Се DVD. повторилива. Привршувам, ова беше еден исклучително спонтан разговор, ако може да забележат гледачите. Ми беше чести задоволство да ви имам во сексуална азбука. Исто така. И Само за секс ништо не ништо не спрашаме. Господи Станевска, што мислите за водењето љубов? За крај. Се најубаво. Се најубаво, мислам. Па што има поубаво од љубов, па после и од водење. Така. Тоа е нормална завршница. На секој злодела. Останува да се Не, на одјавам, секој убавина, на секој така. убавина, на буквата Л. Лелекајте само од задоволство, лелекајте кога водите љубов, хранете го либидото за да ве храни и тоа во животот, а лесбејството оставете го на лесбејките. Добра наки.